Втор ден протести, нов напад врз новинар. Овој пат целта беше колегата Борјан Јовановски. Малолетник синоќа влегол во ресторан во кој Јовановски вечерал со пријатели, вербално го нападнал нарекувајќи го предавника, потоа го плукнал. Сето ова снимано со мобилен телефон, а потоа објавено на социјалните мрежи. Новинарот Јовановски вели дека му простува на напаѓачот, бидејќи според него тој е изманипулиран. Ова е по мене очекувано да се случува и не е нешто ни ново. Сега може би е малку позачестено, има малку поголема фреквенција на такви напади. Инаку новинарите се изложени на напади наназад повеќе години. И сами знаете дека во десетици случаи се избројани такви напади врз новинарите. Во конкретниот случај со мене станува збор за таков вербален напад, ако можам да го наречам, од лице кое јас, мој впечаток е дека е малолетник, лице кое е изманипулирано. Основниот проблем на тоа е што со години наназад институциите толерираат говор на омраза, кои се шири од луѓе кои се многу блиски на власта, што само по себе подразбира дека тој говор на омраза е инспириран од партијата која доскоро беше на власт, ВМРО-ДПМН. И во таа смисла тој говор на омраза сосема е логично да ескалира во вакви периоди кога е потензични, да ескалира и да добива вакви форми какви што сме сведоци еве деновиве, со мојот случај, со случајот на колегите од АЛН. Во вторникот, додека траеше протестот против двојазичноста, некои новинарски екипи беа вербално нападнати, но најлошо поминаа колегите од АЛН кои беа физички нападнати и завршија на ургентен центар. Здруженијето на новинарите го осудија овој, како што велат, примитивен акт. Председателот на ЗНМ Насер Салмани рече дека има 40 покренати случаи за напади врз новинари, а ниту еден од нив се уште не е решен. Имаме регистрирано 40 напади против новинари, што физички напади, што закани по живот на новинари, што уништување на имот на новинари, што повикува на насилство на новинари. И за жал, досега МВР, обвинителството и судството во Македонија не покажа подготвеност да ги расветлат овие случаи. Министерството за внатрешни работи тврди дека случаите се уште се под истрага, иако не се решени. Заменик министерот на МВР Јордан Ламановски рече дека не е коректно да се обвинува министерството. Се води, точно дека се води. Не се заборавени. Ниеден кривично правен настан не може да застари, ниеден кривично правен настан не може да се заборави, ниту да се стави во адакта. Све е земено конкретно за насилството на двајца новинари. Во последно време, со цел да се заплашат новинарите на нивната домашна адреса, им се испраќаат погребни венци со нивните имиња. Исто така се поприсутно е јавното линчување на новинарите за време на протестите, ставајќи им се етикети на предавници кои работат против државните интереси.